Поради финансиската и кадровската ситуација во која се наоѓа Осогово и во новото првенство во третата фудбалска лига Исток, ќе игра улогата на фаворитот Сенка, бидејќи реално пред него се Плачковица од Радовиш и Беласица и Академија Пандев од Струмица. Првата потврда на ваквата проценка е поразот на кочанскиот третолигаш од Плачковица со 4:2 на контролниот натпревар кој се одигра вчера на теренот во Чешиново. Од друга страна, најголемата вредност на жолтосините е што во првенството 2015-2016 ќе се игра со фудбалерите од сопствената школа, кои на својата младост ќе ги надоградуваат искуството и во игрувањето. Поради ограничените средства и за новата сезона нема да бидат ангажирани заселувања од други екипи од регионот и пошироко, што ќе значи поголема минутажа за младите и талентирани деца на кочанскиот третолигаш. Инаку фудбалската атмосфера во Кочани ја подгрева прволигашкиот фудбал, кој доаѓа со екипата на Брегалница од Штип. Штипјани цела есенска сезона ќе бидат домаќини во Кочани, што е идеална шанса на трибините на Никола Мантов да се врати спортската атмосфера и подзаборавените навики на кочанчани да уживаат во најважната споредна работа на светот. Играњето на добрите македонски фудбалери во Кочани може да поттикне многу млади таленти додатно да се мотивираат за да успеат во фудбалот, што од долгорочен аспект е можно корисно. Управата на Осогово реагираше мудро кога ги прифати условите на Брегалница за да игра во Кочани, бидејќи покрај скромниот финансиски ефект ќе се остварат и низа други придобивки од кои корист ќе има фудбалот и љубителите на оваа најраспространета игра на планетата Земја. Паралелно со овие неочекувани финансиски случувања се одвиваат и плановите во Осогово. Раководството на клубот врз основа на реални согледувања утврди стратегија според која и во првенството во 2015-2016 година ќе се работи на создавање и во игрување на младиот состав, со цел за 2 години да се истакнат амбиции за повисок ранг.